Здраво луѓе мои, како сте? Добар ви ден на сите и се надам дека си имате убав исполнен ден со убава енергија. Јас ќе се потрудам видео да не ви го смени расположението и да ве натажи. Но одлучив да го направам ова видео со цел да објаснам што се случува со мене периодов и зошто ме нема повеќе на телевизија, а го правам видео заради тоа што добив многу пораки изминативе 2 недели, каде сум, што правам, зошто ме нема, каде можете да ме гледате на телевизија и така натаму, па решив со едно вакво видео да дадам објаснување зошто ме нема и сакам да дадам мислење за моменталната ситуација кога станува збор за медиумите. Најде да почнеме од почеток. Сите знаете како влегов јас во телевизија, односно ако некој не знае, ситуацијата со Сергеј Варошлија и така наречената драма ме донесе до телевизискиот етер, камерите и се она што се нарекува телевизиска магија. Во тој момент навистина незрело, без да знам што се случува, со шала, дома седење другари, буквално дојдов до момент да можам да градам кариера. Во тој момент сеќавам кога одев на телевизијата и кога се спремав за емисијата тој ден, ми понудија во истиот ден да пробам да се најдам во тој свет, заради тоа што во тој момент видеа во мене потенцијал, нешто што се нарекува огромен ризик, некој да ми даде за да можам јас да работам во телевизија. Во тој момент имав да одлучам некој си саат, два во главата, да одлучам дали ќе бидам човекот што ќе биде многу јак на 3 дена или едноставно ќе размислам паметно и ќе се обидам да градам кариера понатаму во животот. Го одлучив второто, сите да знаете тој момент и започнав да работам во еден ТВ во ексклузив. Во тој момент буквално ја доживеав онаа телевизиска магија, оној така наречен телевизиски живот, заради тоа што еден ТВ е последната телевизија во државава која што работела за младите, за музиката, за забавата, за шоуто, за се она што се нарекува телевизија. Траеше колку што траеше и ми е многу криво што толку малку траеше, бидејќи доколку траеше повеќе, јас мислам дека ќе се достигна многу поголеми бројки и конечно младите ќе почнат повторно да гледа телевизија. Фактот дека за една година еден ТВ стана во неколку моменти најгледаната телевизија кога станува збор за забавна програма е дека младите, луѓето сакаат забава, а се заситени од политика. Завршува тој момент и јас продолжувам во Алфа телевизија. Од тука почнува видеото и моето објаснување зошто јас дадов отказ во телевизија. Мојот одговор на сите ваши прашања, каде сум, зошто ме нема веќе 2 недели, зошто не можете да ме гледате нели на Алфа телевизија, нутринска програма која што ја водев изминатава година, е поради тоа што лично јас конечно собрав храброст да дадам отказ. Секако ми требаше многу време за овој потек заради тоа што живееме во држава во која што екзистенцијата ни е примарен проблем и едноставно многу често од нас работиме и работа која што не ја сакаме, за разлика од мене кој што јас само не работев дејност, односно бранша во телевизија, која што јас сакав. За моја жал, само јас знам како се чувствував цела година да водам политички теми, поврзани со политички случувања за кои што јас појма немам, но поради токму таа екзистенционална потреба морав да се вметнам во тој елемент. Почнав со YouTube пред 2,5 месеци и зошто дадов отказ? Причината сте вие. Колку и да звучува бизарно, но навистина е така. Вие ми дадовте храброст, вие ми дадовте мотив, вие ми дадовте енергија. Повторно да се чувствувам јас, повторно да се чувствувам битен за она што јас го правам и да верувам во она што јас го правам, заради тоа што верувате ми дека имаше моменти во кои што јас веќе почнам да размислам, тоа е тоа во Македонија само политиката успева и само тоа може да се прави, само преку политика може да се заработи. Дај луѓе јас да бидам политички настроен. Бог да чува. Тоа е момент кога почнувам да снимам на YouTube, добивам многу голема поддршка од вас. Постигнавме сериозна бројка за 2,5 месеци, 23,000 сабскрајбери. Ми дадовте навистина визија и пат што ќе се случува понатаму и доаѓам до момент да дадам отказ. Но овој момент со отказов секако дека не трае месец, 2 или 3, туку трае веќе подолг период. И сега сакам да зборувам на тема телевизија, забавна програма, забавни шоуа и се она што го гледаме на сите телевизии. Прво сакам да кажам дека видео не е атак према Алфа телевизија, туку е атак према системот по кој што се водат сите телевизии. Може некои од колегите ќе ми се налутат, некои ќе ме поддржат, некои ќе кажат дека сум препотентен, некои ќе кажат види го Магара во 2 години на телевизија, он ќе кажува, но јас сега ќе зборам како фан, како некој млад човек што сака да гледа телевизија. Ајде да зборуваме со факти. Колку забавни емисии имаме? Колку често можеме да видиме наш музички артист, актер, спортист, што и да е на телевизија како си промовира нешто свое? Колку често можеме да видиме шоу кое што е интересно за сите нас да седнеме во 8 навечер во сабота недела и да уживаме. Сите оние забавни програми кои што се емитуваат еден на еден, бекстејдж,
вчерашни новости и сите други, некој ќе заборавам, се надворешни продукции. Зошто? Самите директори, самите уредници, самите собственици го одбираат полесниот начин на заработка, односно преку политика. Една маса, две столици, сценографија која што вреди 200 евра и тоа е тоа. Политичарите се спремни на се. Тука доаѓа моментот. Но, како велеле од порано, од времето на Ајден, од времето на Старо МТВ, како ги учеле по старите, по младите, она што телевизијата го сервира, тоа народот го јаде. Тоа се случува веќе 10 години. Зошто се навикнавме да не гледаме телевизија? Србија, Хрватска, Босна, па и Бугарија не е така како кај нас, заради тоа што телевизиските куќи се уште вложуваат во талентирани млади водители, водителки и повозрастни и така натаму, да формираат забавно шоу кое што ќе биде гледано. Ајде да со факти. Каде е Игор Џамбазов? Каде е Весна Петрушевска? Каде се сите оние повозрастни колеги кои што биле легенди на телевизиските екрани сега? Никој повеќе не се бави со телевизија, а телевизија е магија. Телевизија може да биде секогаш проект кој што ќе биде гледлив доколку е добар, но за забавна програма треба да се вложи. Каде доаѓа мојот револт? Јас си го нарекувам во главата својствен мобинг на работа, ако може така да се нарече, заради тоа што во моментов те вработуваат, ти ветуваат и ти даваат надеж, а ништо тоа не излага. И во моментов веќе верувајте ми дека се доаѓа до момент, тоа е брат, ако сакаш да работиш, ќе работиш, ова се темите, повеќе плукаш или пак повеќе му викаш браво и тоа е тоа. Многу ми е мило што конечно собрав храброст онака од срце да си правам муабет со вас и да ви кажам кои ми се моите идни планови и дека од срце го кажувам ова, јас на телевизија повеќе никогаш нема да се вратам и нема никогаш повеќе да ме гледате таму, доколку не се појави човек со визија, план, идеја и средства за да може да вложи во забавна програма која што ќе биде гледлива за народот и самите артисти ќе сакаат да дојдат да учествуваат во истата. Карпул караоке е моја идеја за емисија, тоест не е идеја, тоа е видено нели од Америка, но е моја идеја да се емитува на телевизија веќе година дена. Понудена со сценарио, најдени спонзори, се најдено, само треба да добијам одобрение. Дечко, да, супер, правија. Ајде. Не го добив. Зошто? Повеќе, како што кажав, собствениците на телевизиите не веруваат. Почнав на YouTube, без пари, без визија, без план дека јас ке заработам. Туку едноставно веќе не можев да издржам да си го губам своето јас. Едноставно сакав пак да се чувствувам убаво, тоа што го работам да ми исполнува и да уживам. Карпул караоке за само 2,5 месеци станува најгледаното шоу во нашава држава и привлекува многу бројки. Сега веќе има и неколку карпул што се гледани над 100,000 views. Една телевизија не може тоа да го направи во моментов и самите артисти полека но сигурно ми се јавуваат, ми даваат поддршка, сакаат да гостуваат и мене тоа ме радува. Фактот дека сите тие ќе ги нарачам ете емисии се толку многу гледани од вас е дека телевизиите одат во погрешен правец. Телевизиите во Македонија одат во правец да бидат информативно-политички медиуми. Поради тој момент, јас одлучувам да дадам отказ и да си го продолжам патот понатаму. Го правам видео за крај да кажам само да ви се заблагодарам заради тоа што вие сте тие кои што ми дадовте надеж, вие сте тие кои што ми дадовте мотив да продолжам понатаму и да се бавам со јавна професија, иако верувајте ми дека може би за вас 2 години се малку, но во јавната професија 2 години се како 5 во професија која што би работел во канцеларија, например, заради тоа што постојано се појавуваш, постојано треба да си психички стабилен, постојано треба да изгледаш барем добро, постојано треба да се облекуваш различно и постојано треба да ги пратиш сите настани случувања поврзани со медиумските, односно со артистите, со оние што се бават со јавна професија, за да бидеш добар водител, новинар, што и да е. Затоа карпулот е добар. Затоа јас се трудам да биде како што треба, но за да биде така, треба да добијам, нели, поддршка, внимание со тоа што го добив. Јас сакам да ви се заблагодарам на вас од срце и да ви ветам дека ќе продолжам со многу посилно темпо и дека ќе се потрудам она што го нема на телевизија да го има кај мене на канал. Никакво его немам, никаква потреба за популарност преку србите, хрватите, верувајте ми, многу сакам да се врати она време на А1,
кога на естрадата имало повеќе од 25 актуелни. Адриан Гаджа, Тони Зен, Слаткар, Елена Ристеска, Ноне, Владко Илиевски, Лозано, Тоше Проевски пред тоа, Калиопи, Каролина, тоа време во кое што Next Time, во кое што звезди имаше. Но тогаш телевизијата ги продуцираш. Им даваше можност и шанса каде да ги видиме. Сега тоа е многу тешко. Сега мислам дека YouTubeот конечно доаѓа до момент во кој што ние ќе го гледаме како алатка за забава. Така и треба да биде. Затоа ветувам дека многу ќе се трудам да креирам емисии, ги наречеме пак, кои што ќе бидат секако направени за нив и за нас, како водители, млади артисти, ќе дадам и шанса преку мојот канал понатаму да се покажат и нови млади лица кои што ќе сакаат да се бават со водителство, така наречено, така да сметам дека YouTubeот полека но сигурно ќе стане новата телевизија за забава во Македонија. Сакам да ви се заблагодарам на крај за целата ваша поддршка. Немам срам, верувате ми, од никаква работа. Јас имам само еден сон, а тоа е ова што го правам моментално и ќе се потрудам да одам нагоре и да продолжам со исто темпо и да постигнуваме, верувате ми, заедно успеси. И како за крај на видеото, не знам дали постои човек на естрадава како мене толку искрен и дали некогаш ќе ми судри од глава се што го правам, но ете така одлучив да бидам со вас до крај искрен и уште еднаш фала ви, благодарам и јас ќе дадам се од себе да се вратат некои работи кои што се подзаборавени веќе долго време и самите вие, луѓето, да се забавувате преку мојот канал, преку каналите на другите јутубери и да престанеме да веруваме во тоа дека само политиката е битна во нашето општество и политичарите да бидат главните актери во секоја манџа. Фала ви од срце, ставете лайк и subscribe на мојот канал и секако прв пат ќе замолам да коментирате на ова видео и да го слушнам вашето мислење на оваа тема. Фала ви и чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just